Јас сум вонреден професор доктор Рената Петревска-Нечковска од Економскиот факултет Прилеп, воедно и одговорна академски директор на Европската универзитетска алијанса Colors за УКЛО и член на Универзитетот Гент во Белгија, дел од Европската универзитетска алијанса Enlight. Настанот кој што го имаме денеска го насловивме градејќи го Европскиот универзитет на иднината, бидејќи тоа е процес. Процес на премостување и правење функционални мостови помеѓу Европска унија и Македонија како земја кандидат. Она што мислиме дека се постигнува како нова дефиниција на академската сила е всушност тоа што го прават денеска и во периодов Европските универзитетски алијанси од Македонија. Имено на овој начин, собирајќи ги на тркалезна маса сите стейкхолдери во високото образование, бидуваме крстопат, жариште, мотор, фасилитатор и нексус кој што ги обединува и активира сите најзначајни чинители во високообразовниот систем. Зошто? За да ја унапредат економијата, општеството и всушност да работиме најповеќе на она што ни недостига дома, за да може да напредуваме. Тешко е да се соберат сите стейкхолдери од највисоко ниво и национално и европско на овој начин. УКЛО е првиот универзитет историски кој што влезе во Европска универзитетска алијанса, а еве го прави и овој чекор. Заедно со сите алијанси во Македонија, нашите драги партнери и соработници, заедно го трасираме патот и за целото, и за сите универзитети, не само за тие што се во алијанси, и веруваме дека тоа е начинот. Баш би рекла ко-креација, ко-сонување кон ко-еволуција. Изминатите 2 години се работеше на првата заедничка диплома која што ќе биде воопшто во Европската универзитетска алијанса Colors, ја нарековме Mastermind и таа е на нашиот економскиот факултет во Прилеп, потекна од катедрата за бизнис информатика, ние го имаме дел од дигитализација и всушност изминативе 2 години се концепираше сето тоа, стигнавме до подпишана конвенција и сега веќе работната група работи овие 3 дена со колегите од странство, со нашите од економски факултет, со колегите од ректорската управа и така натаму, за да веќе ги ставиме на хартија и да ги конкретизираме чекорите, бидејќи треба да се спреми и аплицира за поднесе студентската програма за акредитација, веројатно ќе биде во некоја од европските земји, Латвија веројатно, како процес, а тоа е процес на синхронизирање на многу работи, многу чекори и всушност затоа ни се тука и креаторите на политики, бидејќи тие ги имаат одговорите на многу од нашите прашања. Колку и да е животот, општеството, окружувањето, па и тешкотиите во Западен Балкан, она што не држи прогресивни, мене што ме држи прогресивни, се сите баш тие конекции што ги имаме и со развиена Европа, а како што имаме и денес, алумнисти сме на Западен Балкан, така да и тие асоциации се обидуваме да ги истакнеме таа интелектуална сила која што е баш на тој мост помеѓу овие држави и овие начини на живот, би рекла. Така да за мене тоа значи, тоа сум јас на градител на мостови, еве да речеме, во било која смисла, вклучително еве тука и нашите факултети, па интердисциплинарноста, па едукација базирана на предизвици, сосема нов крој на начинот на кој што се реализираат наставата, учењето, праксата, како што е веќе дефинирано и ево од тоа како што се дефинира европската диплома.